Интеркултура. Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на шорткастот Интеркултура. Со мене денес е Арбен Таравари, веќе поранешниот министер за здравство, но се уште лидер на Алијансата на албанците. Добар ден и добре дојдовте во шорткастот. Добар ден, Роберт, ти благодарам за поканата и чест ми е те прв пат доаѓам гостин кај вас. Дали една од причините за напуштањето на власта беше, да речеме, укинувањето на балансерот и обвинувањата на ДУИ дека се задира во придобивките од рамковниот договор, а видовме еден млак одговор на власта во однос на тоа? Да бидам искрен до крај, значи тоа не е непосредната причина, меѓутоа еден од повеќето причини, да, тоа е точно. Значи се укина балансерот и имавме еден договор меѓу ние 4 партии од ВЛЕН заедно со премиерот. Имавме еден подготвен закон како Алијанса за албанците за правична застапеност на сите, не само етнички заедници, туку и сите други луѓе кои што живеат за различни категории, да кажам. И идејата беше дека некаде декември тоа да помине како закон, меѓутоа почнаа дури луѓето, ние кажувавме за една недела, 2 недели ќе биде тоа, помина јануари, февруари, март, април, сега сме крај на мај, се уште никаде не е законот. И за жал имавме огромни критики, дури почна да не подсмевуваат за тоа, да ни кажат, вие кажавте за 2-3 недели, еве стана 5-6 месеци, не 2-3 недели, и можам да кажам дека една од повеќето причини, меѓутоа не непосредна причина. Како генерално го оценувате развојот на меѓуетничките односи, на општествената кохезија во оваа година од власта? Во владата во која што јас бев дел, ние инсистиравме на тој концепт за едно општество. Вие бевте критични кон тој концепт, баравте повеќе мерки, вистински мерки. Во оваа година дали нешто се смени кон подобро или кон полошо? Кој е вашето чувство? Ако направите анкети, а постојат повеќе анкети, впечатокот е дека не е добро. Посебно помеѓу двете најголеми етнички заедници, македонците и албанците, кои заедно се околу 90% на граѓаните, меѓутоа и другите кои што живеат во Македонија. Јас сум многу горд што доаѓам од еден град кај што е рол модел на функционирање на меѓу сите етнички заедници што живеат од Гостивар, значи таму турци, албанци, македонци, роми живеат, да речем, како браќа. Македонското, албанското, турското знаме, дури ромското, јас како градоначалник го поставив. И многу сум горд дека може целата држава да го земе Гостивар како пример за добро функционирање. За жал, последната година не се добива таков впечаток, не го велам тоа јас. Ако го велам јас, тоа е веќе субјективно. Меѓутоа, генерално, каде и да одите и во која институција да посетите и да ги прашате луѓето, впечатокот е дека има некакво разидување, некако да сака некој да доминира, како да не функционира државата како што треба. Не велам само за албанци и македонци. Ова е впечаток на повеќето етнички заедници кои што живеат во Македонија, што не е добро за нашата држава, да нема добра кохезија меѓу сите кои што живееме тука. И ова е една од повеќето причини зашто ние за прв пат одлучува една албанска партија или македонска да излезе од власт без да и се наруши нешто во владењето. Ние имавме директорски места, министерски места и најдобро за нас ќе беше да останеме. Меѓутоа, ние сакавме да алармираме, да дадеме некаков аларм во општеството, а посебно кај албанците, дека нешто не оди, не е како што треба. Ајде да видиме како да биде подобро. Така да се надевам во иднина сите ние кои што живееме тука, а посебно тие што владеат сега и тие што владеевме, дека треба да рефлектираме и треба сите граѓани да се осеќаат во оваа држава сигурни и дел од тоа владење или таа држава. Вие како градоначалник ми се чини дека беше 2022 или 2023 го одбележавте денот на мајчиниот јазик со една мултикултурна манифестација и таа еве дури и мене кој што тогаш бе владен функционер ми остави впечаток. Меѓутоа за месец-два дојде некако
така наречениот француски или бугарски предлог, и тоа ја отвори, ми се чини, Пандорината кутија на национализмот кој што го обгрна ВМРО-ДПМН како партнер. Дали го делите тој впечаток и дали тоа е причината за повторното, така да речам, цврсто инсистирање на таа етнонационалистичка матрица кај македонските партии? Нон-стоп во Гостивар скоро сите настани се мултикултурни, мултиетнички, мултиконфесионални. И затоа ви велам, многу сум горд што доаѓам од тој град, кај што сите со сите се осеќаат како дома, како да се едно семејство. Токму така, сега оваа што беше францускиот предлог, тоа тригерира кај ВМРО да види како може да добие повеќе гласови, повеќе поддржувачи. Ја продолжувам да мислам дека ексклузивно право имаат македонците да одлучат за тоа, за нивната иднина, за тој договор која што е со Франција, предложено од Франција, меѓутоа е договор меѓу Македонија и Европската унија практично. Сега како ќе оди понатаму ја не знам, меѓутоа гледам дека некако како да се кочат работите, и ако разговарате со повеќе дипломати од Европската унија, впечаток е дека Македонија веќе се одели од Албанија, што не е добро за нашата држава. Јас би сакал заедно да ги продолжиме и да ги завршиме преговорите со Европската унија и што поскоро да бидеме дел од Европската унија. Меѓутоа тоа што се случува практично не е така како што посакуваме сите ние. Меѓутоа повторно велам, пак носител на таа одлука треба да бидат ексклузивно македонците, бидејќи се работи повеќе за нивен интерес. Меѓутоа ние, како други етнички заедници што живееме тука, треба да ги охрабриме за тоа што е поголем интерес, а тоа е Македонија да биде дел од Европската унија и што помалку луѓе да ни одидат надвор од државата. Дали очекувате дека вашето излегување од власта може да изврши влијание, например, и какво врз актуелната коалиција? Дали, да речеме, во таа смисла ВМРО како поголем партнер сепак ќе реши да ги поддржи и Влен како представници на албанската заедница, меѓутоа и другите мултикултурни партии во коалицијата, или пак тој наратив на доминантниот македонски партнер наспроти албанците, или уште полошо ако се оди кон една пежоративна или дерогативна вака етикетизација дека Влен стануваат малите, послушните, добрите албанци, може да не врати повторно во некоја негативна фаза? Реално впечатокот е таков. Значи, посебно меѓу албанците впечатокот како да сме во комунизмот, кога имаше неколку албанци во власт, кои што се послушни на тогашниот комунистички режим и се сервилни, седат таму, ништо не зборуваат или не инсистираат за правата на другите кои што живеат во државата. Меѓутоа, повторно ќе кажам дека многу битно е дека ние направивме еден чекор. Излеговме од владата за да дадеме некаков аларм, сигнал, дека ајде да се обидеме некако да се разбудиме дека меѓу другото битно е и со животот меѓу нас кои што живееме тука, европскиот пат, децентрализацијата кои што ни беа платформа заедно со ВМРО-ДПМН, која што апсолутно е најголемата партија во македонскиот блок, доминира. Меѓутоа секогаш кога соработувате со некого, не се гледа баш кој колку е голем, туку многу е битно партнерството. Значи, се влегува во влада како партнер, да се помогне на еден на друг да се помага, меѓутоа, меѓу другото и над се, да им се помага на граѓаните, тие да гледаат некаква надеж во државата, дека на вистина одиме по патот кој што е најдобар за сите кои што живееме во оваа држава.
Во каква улога вие ќе настапите на овие локални избори? Дали би настапиле потврдо во однос на потребите, барањата, правата на албанската заедница, дали ќе инсистирате на соживот, на толеранција, затоа што знаеме дека во опозиција обично партиите сакаат да се потврди во пристапот. Дали за вас е тоа предизвик? Значи, локалните избори се вика се административни избори. Повеќе се луѓе кои што треба да раководат со одредени општини. И ние, меѓу другото, не ни требаат многу политички говори и да речам жестоки теми, воопшто не ни треба. Ние треба да се придржуваме како тој град, кај што излегува наш градоначалник како кандидат, ќе ги подобри условите за сите граѓани кои што живеат таму. Меѓу другото, мора да ги спомнеме дека децентрализацијата е многу битна, посебно фискалната децентрализација. Знаете, моментално општините кај нас се како во комунизмот во пред 90-тите кои што беа, како се вика, локални самоуправи, односно да речам села или кои што немаат никакви ингеренции. Така да треба да им дадеме повеќе. Ја често се повикувам на уставот од 1974 која што беше навистина децентрализација. И болницата, и судот, и полицијата, има ингеренција градоначалниците, бидејќи тие најдобро ги знаат проблемите на тие градови кои што граѓаните ги избираат, каде што граѓаните ги избираат за градоначалници. Така не можеме да не спомнеме, например, Европскиот пат на Македонија, дека многу ни е битно во кампања, меѓутоа не планираме и не е интересно веќе да влеземе во теми кои што луѓето не сакаат ни да ги слушаат. Навистина сакаат економски развој, борба против криминал и корупција, децентрализација, подобар живот за сите кои што живеат во Македонија и визијата на тие што се кандидати за градоначалници, како ќе го подобрат животот на граѓаните кои што живеат во тој град кај што кандидира нашиот градоначалник. Значи, фокус во овие административни избори, не се политички избори, локалните избори, ќе бидат пред се добри луѓе кои што знаат и умеат добро да раководат со нивните општини. Едно прашање за крај, кое што излегува од овој контекст на меѓуетничките односи, меѓутоа е битен во смисла дека генерално партиите на заедниците се поконзервативни во пристапот, во идеологијата, во застапувањето за одредени групи, а тие се често маргинални и ранливи. Едно од клучните прашања се нели и правата на одредени религиски групи, тоа го има во меѓународните извештаи, дека не можат до крај да ги остварат и секако, еве знам и самиот дека Европската унија инсистира на акцијски план за подобрување на правата на ЛГБТ заедницата. Оваа коалиција го игнорира тоа прашање, меѓутоа Европската унија инсистира на тоа. Дали вие размислувате во таа смисла дека во вашите, ако не изборни програми, барем однесувања може да создадете една толерантна атмосфера за да можат и овие малцински заедници да просперираат? Секако дека посебно албанските политички партии се поконзервативни, Алијанса за албанците е десно ориентирана партија, така да спаѓа во таа група на десничарски партии. Ставот апсолутно е дека треба да бидеме толерантни кон сите групи кои што живеат, кои што имаат некаков интерес и кои што се разликуваат од другите и треба сите да бидат третирани подеднакво во државата. Таков ќе биде и стабот наш и за локалните избори на нашите кандидати, нели ќе имаме една програма која што ќе биде партиска, меѓутоа специјални програми на сите градоначалници. Ја мислам дека секогаш во секоја држава и во секое општество сите, да речам, категории на луѓе треба да бидат подеднакво исто третирани пред се и над се како граѓани на оваа држава. Без разлика дека се разликуваат по нешто од другите. Ви благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам за можност. Интеркултура.